Пред извесен период кровот на оваа напуштена куќа паднал, а опасноста од нејзино рушење се зголемува со секој нов дожд. Таа и уште неколку напуштени куќи лоцирани во стариот дел на Тетово представуваат опасност за минувачите. Жителите на населбата Два Бреста алармираат дека објектите се наоѓаат покрај патот кој секојдневно го користат и се плашат за собствената, но и безбедноста на нивните имоти. Сами гледате може и да ни падна на глава. Това, друго коментар нема. Не можеш да поминеш. Видите, може и сами со внуками, мора да идеме настрана, да не падне нешто да не утепа. Не е само таа, има и поќе куќе така. Треба некој да, не дај Боже, најлошото, после, зошто не сте пријавили, па зошто вака, зошто така, после многу муабети има. Овие куќи тоа многу голема опасност представува, затоа што овде нема и кај да одиш да се потрнеш поносена од куќава. Не е само ова, има уште две подолу на улицата, представуваат секојдневна опасност како и за минувачи, и за животни, секако за сите нормално што поминуваат во овој реон. Кажав на градоначалничката Теута Рифи, рекоја дека ќе пробат да направат, дека имало веќе кажано некои луѓе, истиот проблем го репортирале, но еве се уште ништо нема никаква акција околу тоа, бидејќи станува збор за приватен имот. Од општина Тетово велат, бидејќи се работи за приватен имот, најпрво треба да добијат пријава од граѓани, па тогаш инспекцијските служби да излезат на терен. Доколку имаме дојава од граѓаните, веднаш излегува екипа на терен, односно градежните инспектори излегуваат на терен, кои што доколку потврдат дека навистина станува збор за куќа која што е опасна по животот на минувачите, тогаш веднаш упатуваме протестна нота до собственикот на истата, дека истата треба да се сруши и да се санира. Доколку во определен временски рок собственикот на куќата тоа не го направи, тогаш истото го прави и општината, ја руши куќата, го расчистува теренот и сметката за истите тие активности се доставува до собственикот на куќата. Со поголема институционална грижа стариот дел на градот со неговата автентичност може да придонесе за развој на туризмот. Музеот на Тетовскиот крај врши евиденција и документација на архивите на традиционалното архитектонско наследство. За сега заштитени се само 6 од вкупно 130 евидентирани објекти. Евидентирани се 130 објекти кои што од ден на ден пропаѓаат и представуваат опасност за населението. Некои од нив се напуштени, меѓутоа значајни за историјата на градот. Со реализација на овој проект, потребно е да се формира комисија на ниво на градот и на позначените културни установи во Републиката и да се направи валоризација и ревалоризација на ова културно наследство, со што на еден начин би им се помогнало на собствениците кои што живеат во овие дел од нив напуштени објекти, а на друг начин би придонело во развојот на културата, традицијата, како и туризмот во градот. И калдермата како еден од специфичните белези на стариот дел на Тетово е оштетена. Жителите се уште чекаат и на реконструкција на улицата Гоце Делчев, која е во многу лоша состојба.